Годините една по една минуваат, но празниците остануваат да не подсетуваат на времето минато, на настаните во кои се огледува нашата сегашност и врз кои ќе ја темелиме нашите идни. Еден од тие празници е 11 септември, денот кој ни вели дека Струмица е слободен град веќе 74 години и токму затоа денес сме тука на струмичката спомен костурница во која почиваат костите на најзаслужните за слободата на нашиот град и од кај што се протега прекрасен поглед на денешна слободна Струмица. Не смееме да ја заборавиме оваа спомен костурница, затоа што таа крие бројни приказни, кажани и недоискажани, приказни кои го откриваат богатиот историски мозаик за слободарскиот дух, гнезден во душите на струмичките борци. Ете затоа, пред оваа монументална оставштина, секогаш треба да се поклонуваме со должна почит кон оние кои се дел од неа. Има ли поубаво нешто од сознанието дека градот на нашето вчера, денес и утре, и градот кој го сакаме неизмерно многу, денес одбележува 74 години од својата прва слободарска бугра. Слобода, тоа не е само обичен збор напишен на хартија или едноставно изговорен. Слобода е нешто многу повеќе од тоа. Тоа е нешто што треба да се чува како најголемо и најдрагоцено богатство. Струмица и струмичани треба да бидат срекни што имаат таа слобода цели 7 децении и 4 години. Но Струмица и струмичани треба да знаат и дека таа слобода не паднала од небо, ниту пак некој туку така не ја продали. Струмица и струмичани мора да ги повторуваат спомените од минатото, кои велат дека таа слобода во наше име некои ја извојувале со непокор, верба, љубов и пролеена крв. 74 години слободна Струмица. Тоа значи 74 години надградба на традиционалните вредности, 74 години надеж и стремеж кон подобро, поубаво и посрекно утро, 74 години прогрес, растеж и конечно 74 години љубов и верност помеѓу Струмица и струмичани. Сето тоа е убава основа за влез во иднината. Сето тоа е убаво парче од мозаикот на севкупното постоење на овој град. 11 септември е ден кој мора да се почитува, кој мора да се негува и чествува. 11 септември е празник достоен за празнување. 11 септември е јазол кој цврсто ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Секој од овие три нешта не може да постои сами за себе. Овие три нешта мора да живеат во симбиоза, како што живеат трите збора кои започнуваат на иста буква. Струмица, септември и слобода. Почитувани сограѓани, кога зборуваме за ослободувањето на Струмица, тогаш мора да ги споменеме имињата на големите струмички родолюби кои изборија заслужено место во нашата историја, луѓе кои не го штедеа својот живот за слободата на овој град и својата татковина. Најголемиот дел од нив не го дочека 11 септември 1944 година и не ја почувствуваа убавината на слободата, но дадоа огромен придонес тој ден сепак да осамне. Нивниот недосонуван сон е наше убаво јаве и затоа треба да им бидеме вечно благодарни. Струмица треба и мора да се гордее со Благо Јанков Мучето, Герас Цунев, Сандо Масев, Јоска Свешторот, Боро Џони, Боро Поцков и останатите. Струмица треба и мора да ги почитува и слави тие имења, ако сака да биде почитувана како град кој држи до себе и до својата историја, до своите севкупни вредности. Струмица треба и мора да го чува споменот за нив
и да го пренесува од колено на колено на идните поколенија струмичани. Вреди да се сочува од заборав податокот дека од Струмица и Струмичко во народно-ослободителната борба учествувале 3800 борци, од кои 75 ги положиле своите животи во војната. Дека повеќе од 100 биле жртви на фашизмот, а 58 останале воени инвалиди. Струмица даде и 20 народни херои и 11 носители на партизанска споменица од 1941 година. Овие бројки и факти не се за занемарување. Тие сведочат за струмичкиот блок во сеткупниот македонски непокор изразен во народно-ослободителната борба. При тоа должни сме да споменеме дека Струмица даде огромен придонес во народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Под знамето на 4-та македонска ударна бригада, потоа на 14-та и 20-та македонска бригада, на Струмичкиот партизански одред и на другите единици од 50-та и 51-та македонска дивизија, струмичките борци храбро се бореа за посекуваната слобода. На 18 април 1941 година Струмица е првиот град во Македонија во кој се организирале масовни демонстрации против влегувањето на окупаторската воена и цивилна власт. Струмица е и меѓу првите градови во Македонија во кој уште на 11 октомври е направен обид за формирање и сфрлање на партизански одред. Поради недостаток на оружје, обидот бил неуспешен, но 9 месеци подоцна, во јули 1942 година, е формирано јадро на партизански одред. Следуваат активности за создавање на нови организирани формации, како и бројни борбени акции против фашистичкиот окупатор. Се разбира, целта на сите тие организации и воени дејства била ослободување од јаремот на поробувачите и конечна разрешница за незавидната положба на граѓаните и нивниот живот, исполнет со секојдневна тортура, страв, болка, страдање, гнев и безнадежност. И конечно, 11 септември 1944 година, кога над Струмица огреало првото слободарско сонце. Струмичкиот партизански одред под команда на Боро Поцков Марко од Попчево преку Ридот Коритниче го коронисува својот победоносен поход со влегување во Струмица и со ослободување на градот од струѓата окупаторска власт. Борците од одредот биле со воодушевување пречекани од струмичани, а ослободувањето на градот било причина за огромна среќа и радост. Со тоа и сонот на борците и сонот на граѓаните на Струмица останале едно прекрасно јаве. Почитувани сограѓани, молчи денес оваа спомен костурница, но и со молкот кажува многу. Во името на борците кои ја донеле и ја подариле слободата на Струмица и на низините граѓани, ние сме тие што треба да зборуваме за да го спастриме историскиот времеплов од вечен заборав. И секако, нам ни останува заветот да го чуваме, негуваме и надградуваме овој град, за да им го предадеме на идните поколенија, подобар, поубав и поразлив. Сето тоа е возможно само во слободна Струмица. Нека ни е среќна 74 годишнината од ослободувањето на Струмица, нека ни е честит и вековит 11 септември. Ви благодарам.